Добар ден, ученици! Денес ќе зборуваме за фотосинтеза, односно како растенијата си создаваат храна. Оваа е лекција по природни науки и е наменета за учениците од 5-то оделение. Од сите живи суштества на овој свет, само дрвјата и другите зелени растенија се единствените живи суштества кои имаат единствена способност да ја направат својата храна со помош на светлосната енергија од сонцето. Храната што ја произведуваат зелените растенија, не само што ги одржува самите нив, овозможувајќи им раст и развој, туку таа представува храна и за целиот животински свет, односно за сите животни, па и за човекот. И тоа не е се. Додека растението прави храна, тоа го чисти воздухот, ја филтрира водата и дава кислород. Овој неверојатен процес се нарекува фотосинтеза. Фотосинтезата се одвива кога водата и хранливите материи од почвата се абсорбираат од корените на дрвото и се носат со специјални клетки, слични на цевки, наречени ксилем, низ стеблото на дрвото, низ гранките, преку гранките се до лисијата. Водата се движи во листот низ лисните жили, односно вените. Во исто време, водата влегува во листот, јаглерод диоксидот исто така од воздухот се абсорбира во листот преку отвори наречени стомати. Јаглеродниот диоксид е газ што го издишуваат луѓето и животните, а исто така се ослободува и при горење на фосилни горива. Фотосинтезата започнува кога сончевата светлина ќе стаса до листот. Во листот има една материја со зелена боја која е наречена хлорофил. Тој ја опфаќа сончевата светлина. Во внатрешноста на листот настанува поврзување на јаглеродниот диоксид со водата и минералните материи, во присуство на хлорофил и сончева светлина. При тоа се создава една супстанција наречена глукоза, која е слична на шеќерот. Глукозата или гроздов шеќер представува основен извор на храна за растението и за другите живи суштества. Создадената храна се движи надвор од листовите и се транспортира со помош на флоемските клетки надолу низ стеблото се до плодовите и корените на дрвото. Во процесот на создавање на храна, растението или дрвото исто така произведува и кислород. Тоа е гасот во воздухот што го дишеме. Секој лист е како една мала фабрика која ја користи светлосната енергија од сонцето и помага во чистење на воздухот.
колку повеќе дрвја имаме, толку подобар воздух имаме и толку е подобра нашата околина. Што научивме од оваа лекција за фотосинтеза? Научивме дека растенијата сами си создаваат храна по пат на фотосинтеза. Зборот фотосинтеза е составен од два грчки збора. Фото, што значи светлина, и синтеза, што значи спојување. Потоа, процесот на фотосинтеза се одвива во зелените листови на растенијата. Создавањето на храна и кислород во текот на фотосинтеза се врши со учество на хлорофил. Хлорофил е зелена супстанција или пигмент присутен во листовите на растенијата. Потоа научивме дека за да си создаваат растенијата храна по пат на фотосинтеза, потребно е тие да примаат вода и минерали од почвата, јаглерод диоксид од воздухот и сончева светлина од сонцето. Исто така научивме дека растенијата со помош на фотосинтеза создаваат кислород, кој го испуштаат преку листовите во воздухот, и глукоза или еден вид на шеќер, кој што им служи како храна. Од оваа шематска слика, ученици, можеме да ја разбереме фотосинтезата како процес кој се одвива во листовите на растенијата. Значи, со бели стрелки се означени сите оние елементи кои се потребни за да се започне процесот на фотосинтеза. Што значи, за да имаме процес на фотосинтеза, растението треба да прима вода од почвата, растворени минерали во водата од почвата, потоа јаглероден диоксид од воздухот и сончеви зраци или сончева светлина. При фотосинтеза растението создава кислород, кој го испушта преку листовите во воздухот, и глукоза или еден вид на шеќер, кое што му служи на растението како храна. Фотосинтезата може да се прикаже и со равенка, а равенката гласи вака. Вода плюс јаглероден диоксид во присуство на сончева светлина се добива глукоза плюс кислород. Значи, вода и јаглероден диоксид во присуство на сончева светлина во зелените делови на листовите се претвараат во глукоза или шеќер и кислород. Глукозата служи како храна на растението, па и на животните кои се хранат со растенијата, а кислородот се испушта во воздухот и се користи за дишење од страна на човекот и животните. Пријатно учење, ученици, ви посакува професор Нетка Димовска од Основното училиште Маршал Тито Струмица.